Американски федерален апелацијски суд едногласно ја задржа привремената суспензија на наредбата на председателот Доналд Трамп за забрана на влез на граѓани од 7 претежно муслимански земји, како и на влез на сите бегалци. Пресудата на апелацијата во Сан Франциско дојде по постапка покрената од државите Минесота и Вашингтон. Сега конечниот збор по се изгледа ќе го има Американскиот врховен суд. По пресудата Трамп веднаш на Твитер порача: "Се гледаме на суд. Безбедноста на нашата држава е во прашање." На 27 јануари Трамп нареди забрана за влез на граѓани од Иран, Ирак, Либија, Сомалија, Судан, Сирија и Јемен во наредните 90 дена и воведе 120-дневна забрана за влез на сите бегалци, со исклучок на оние од Сирија, на кои влезот во Соединетите Американски држави им е забранет на неодредено време. Неколку дена потоа Американскиот окружен судија Џејмс Робарт ја суспендира наредбата. Одлуката во Сан Франциско беше донесена од тројца суди, двајца од нив наименувани од поранешните демократски председатели Џими Картер и Барак Обама, додека третиот од екс-републиканскиот председател Џорџ Буш. И додека Трамп инсистира на тоа дека наредбата е од исклучителна важност за националната безбедност, тројцата суди оценија дека неговата администрација не понуди никакви докази за тоа. Зборувајќи во Белата куќа без присуство на камери, по пресудата Трамп рече: Трамп додаде дека станува збор само за одлука, но оти целиот случај ќе го добие, како што рече, многу лесно. Администрацијата на Трамп има 14 дена да поднесе жалба на пресудата. Неговата извршна наредба предизвика хаос на американските аеродроми, но и протести со критики дека ги крши со устав за гарантираните права против верската дискриминација. Пресудата донесена во Сан Франциско само ја задржува во сила забраната на наредбата на Трамп, што претходно ја донесе судијата Робарт, но не го решава и спорот зашто процесот продолжува и натаму. Како и да е, според оценките на американските медиуми, оваа одлука представува голем удар за антиимиграцијската политика на новата американска администрација.